гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Скопјани во потрага по сонце и чист воздух. Презагадено. Зошто дојдовте денес на вода? Па малце се случува горе. Горе има сонце, чист воздух и плюс спортување. Државниот инспекторат за животна средина контролирал 30 индустријски капацитети. Дел од нив не ги почитувале законските обврски. Маглата го блокираше Скопскиот аеродром. За 12 часа откажани 20 летови. Слетале само авионите од Дортмунд и Виена. Нов тип на сезонски грип ги полни болниците во соседството и Европа. Епидемиолозите очекуваат зголемен број на болни по празниците. Какви промени ќе донесат смените во опозицијата, дуи и СДСМ со кадровски, но без лидерски смени, полошите изборни резултати. Грчките земјоделци ќе ги тргнат блокадите, поради празниците времено ги запираат протестите, од вторник до недела. А во тема на денот вечерва за опасностите од загадениот воздух, но и за најсоодветниот начин за заштита, ќе разговарам со пулмологот професор доктор Дејан Докич. Останете со нас. Скопје утрово се разбуди како најзагаден град во Европа, а густата магла која направи прекривка над загадениот воздух ги натера скопјани да бараат сонце и чист воздух. Голем дел од нив заминаа на вод. Од Државниот инспекторат за животна средина велат дека извршиле контроли во 30 од најголемите индустријски капацитети, а 12 од нив не ги почитувале законските обврски. Габриела Лескова ги има деталите. Втори во Европа, ама по ниво на загаденост. Скопјани и денеска се гушат во токсичниот воздух, полн со PM честички кога надминуваат дозволениот праг. Граѓаните поради загаденоста бегаат на водно. На пладне колонија автомобили не пречекаа на средно водно. На врвот пак јасно се гледа сонцето, а панорамата на Скопје е покриена како со бел облак. Поради тоа што Скопје и денеска се најде на врвот на листата на најзагадени европски градови, водно е првиот избор за скопјани да подишат чист воздух. Со жичницата се искачуваат на крстот, односно на врвот на водно, за да поуживаат во сончевите зраци кои што не се видливи дефинитивно од средно водно. Загадено ли е Скопје? Скопје да, водно не. Зошто дојдовте еве на водно денес? За да сонце фатам и чист воздух. Горе има сонце, чист воздух и плюс спортување. Се надеваме дека ќе видиме сонце. Сега ние одиме на планина само за нешто да биде подобро, но сепак има уште магла и не би било препорачено да се седи во Скопје, треба да седи на страна по селото. Да, многу е загадено. Од институциите што барате, што треба да се направи за почист воздух? Што да бараме, веќе 20 години бараме, ама ништо. Едноставно да се надеваме на ветре и да се изчисти воздухот. Во меѓувреме, инспекторите за животна средина ги тресат фирмите со аеколошки дозволи. Заклучно со 15 декември извршиле 30 надзори. Издадени се 12 решенија за фирми кои не ги почитувале правилата. Ако не си ги поправат грешките, ќе следуваат парични казни. Значи со решение ги задолжуваме да извршат мерења за бочава во животна средина и емисија на PM10 честички, да се направат мерења на емисија на гасови и да направат мерења кои какви што се задолжени согласно дозволата да ги прават одреден временски период. На нас тие ни се потребни за да видиме какви се емисиите во воздухот. Согласно решението, доколку не постапат, им следува прекршочна санкција. Задолжени со одлука на владата, ваквите ненајавени надзори за индустријските капацитети ќе се извршуваат до март поради аерозагадувањето. Битката на инспекторатот е уште потешка, бидејќи 2026 година ќе стартуваат со само 13 инспектори за животна средина, бројка која што е далеку од доволна за да се покрие целата територија на Македонија. Габриела Лескова, Сител телевизија. Советничката група на СДСМ во град Скопје поднесе иницијатива за вонредна седница на која ќе се донесат итни мерки за намалување на загадениот воздух и побараа поддршка од сите советници. Најавија и свој конкретни предлог мерки за заштита на здравјето на скопјани. Бараме поддршка од сите советнички групи во Советот да ја одржиме оваа седница и да утврдиме заклучоци и итни мерки. На самата седница и ние ќе предложиме мерки. Бесплатен јавен превоз во деновите кога воздухот е загаден, да се побара од владата средства за бесплатни филтри на оджаците на големите загадувачи, пренамена на пари за прочистувачи, за граѓаните за еколошко грејење да се донесе забрана за грејење со дрва и јаглен во подрачјата со достапно централно грејење,
Понатаму расчистување на дивите депонии на територијата на градот, миење на улиците, пари за еколошки проекти. Навистина е лицемерно СДС да говори за загаден воздух, велат во реакцијата испратена од ВМРО ДПМН, посочувајќи дека за 7 години можеле барем за 10% да го намалат загадувањето на воздухот. Од ВМРО ДПМН информираат и за нивните чекори кои како централна власт за 1,5 година ги презеле заедно со локалната. Стратегија за почист воздух 2024-2030 година, субвенции за инвертер клими, прочистувачи на воздух низ градинките во Скопје, масовно пошумување на државата, гасификација на државата, град Скопје воведе мерки и препораки до граѓаните за заштита од загадениот воздух, изградба на 2 когенеративни централи на влезовите во Скопје, паркови со клупи во кои има вградени прочистувачи на воздух. Ова се само дел од чекорите кои ги имаме превземено во делот за справување со загадениот воздух, информираат од ВМРО ДПМН. Густата магла го блокираше авиосообраќајот за само 12 часа, од синоќа на полнок до денеска на Пладне биле откажани 20 летови, а на Скопскиот аеродром слетаа само авионите од Дортмунд и Виена. Од ТАВ ги повикаа патниците редовно да ги следат известувањата од авиокомпаниите. Бизнис секторот пак вели дека ги чувствува последиците од случувањата на Скопскиот аеродром. Густата магла направи проблеми на Скопскиот аеродром. Поради намалена видливост, од полнок до 12 часот на Пладне, откажани се 20 летови, а еден не е пренасочен. Меѓународниот аеродром Скопје не е затворен без разлика на временските прилики. Согласно временската прогноза која ни стигнува од метеослужбата на МНАФ, намалена видливост се очекува и во преостанатиот дел од денов, како и во текот на утрешниот ден. Сепак, со оглед на тоа што временските услови се менуваат постојано и секој авиокомпанија има свој праг на толеранција на намалена видливост, апелираме до сите патници да ги следат информациите и насоките за нивните летови, кои ги добиваат од нивната авиокомпанија, велат од ТАВ Македонија. Ниеден од 6 авиони на Визер, кои се стационирани во базата во Скопје, вчера не успел да слета дома. Пренасочени биле на аеродромите во Приштина, Софија, Тирана, Солун и Охрид. Поради маглата, вчера на меѓународниот аеродром Скопје слетали и полетале само по 3 авиони. Видливоста паѓаше на помалку од 100 метри. Но освен патниците, трпи и бизнисот. Дадено доцнење на пратка која што доаѓа до соодветна компанија, која што има производен процес кој што зависи од таа пратка, воедно значи понатамошно во ланецот на снабдување, доцнење и на производството на тој, дали е тоа елемент, дали е тоа машина, од било каков аспект значи. Со други зборови, директно алудира и значи на самиот производен процес тоа доцнење. Се трпат економски штети. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, магла ќе има до вторник, кога кон крајот на денот се очекува дожд. Во наредните денови, поради спуштање на постуден воздух од север, на некои од повисоките места врнежите ќе преминуваат во снег. Мартин Арсов, Сител телевизија. За опасностите од загадениот воздух и како најсоодветно да се заштитиме, како што најави во тема на денот вечерва, разговарам со професор доктор Дејан Докич. Доктор Докич, добро вечер, благодарам што сте со нас. Добро вечер. Гледаме каква е ситуацијата во Скопје веќе со денови, изминатите неколку дена покрај високото ниво на загаден воздух, имаме и густа магла. Како ова се заедно влијае на здравјето на граѓаните и дали се чувствува веќе кај вас на клиниката за пулмологија? Да, аерозагадувањето представува еден од најсериозните и најакутни јавноздравствени проблеми во нашата земја. Сведоци сме дека во голем број градови, но пред се во Скопје, регистрирани се покачени концентрации на аерозагадувачи многократно повеќе од дозволените мерни вредности. Секако дека за ова погодуваат и некои климатски фактори, како што се инверзија на температурата. Знаете дека во пониските слоеви имаме пониски температури, заради маглата, во повисоките места, како што е водно, имаме повисоки температури. Понатаму слабото струење на воздух, но исто така и маглата што ја спомнавте. Маглата ги заробува овие аерочестички и ги приземјува, ги држи во пониските слоеви од атмосферата каде што всушност ние живееме. Прави да биде полоша ситуација. Прави да биде полоша и оно што е важно е дека водените честички од маглата представуваат носач на аерозагадувањето и го леснува нивното вдишување, односно внесување во организмот.
Секако дека ова се реперкутира и со поголем број на пациенти кои што доаѓаат на нашата клиника заради влошување на хроничните состојби белодробни, пред се пациенти со астма, хронична обструктивна белодробна болест, пациенти со фиброза, пациенти со бронхит, но исто така зголемен е и бројот на инфекции. Ние научно е докажано дека сите аерозагадувачи представуваат оксиданси. Тие делуваат штетно, правејќи еден оксидативен стрес на површината од епителот на слузокожите, пред се на дишното стебло, но исто така и на кожата, оштетувајќи ги овие делови од одбранбениот систем, го пореметува локалниот, но и системскиот имун одговор и организмот се брани со создавање на едно воспаление од лесен степен, кое што воспаление може кај некои здрави индивидуи да се манифестира со одредени симптоми, како што се, например, печење на очите, солзење, печење во носот, кивање, течење на носот, кашлица, стегање во градите. Исто така кај пациентите, односно кај целото население, што е изложено во услови на висока концентрација на аерозагадувачи, доаѓа до создавање на една молекула, адхезивна молекула на површината од епителните клетки, која што представува влезна врата или рецептор за влез на многу вируси, како што од групата риновируси, кои што се одговорни за настинките. Тоа значи дека во состојба на поголемо аерозагадување, почести ќе бидат и инфекциите, неспецифични инфекции на горниот респираторен тракт во форма на настинки. Професоре, загадениот воздух представува проблем во светски рамки. Голем број на истражувања се правени во насока на тоа да се докаже влијанието, има и посебни препораки и едукација од страна на Светската здравствена организација. Од она што го знам, во рамки на вашата работа во Англија сте дел од истражување кое е вршено кај здрави индивидуи и луѓе кои што имаат одредени заболувања. Што покажува тоа истражување? Како загадениот воздух влијае кај здрави личности и кај личности кои што имаат одредени здравствени проблеми? Токму така, тие резултати ги публикувавме во познати реномирани часописи, при што генерално за нашите гледачи да знаат дека и кај здравите индивидуи експонирањето на аерозагадувачи доведува, како што спомнав, до едно воспаление, воспалителна реакција, која што може кај одреден број да се манифестира со претходно спомнатите симптоми, а додека кај пациентите кои што имаат, например, алергии, доаѓа до влошување на алергиската состојба, доаѓа до влошување на состојбата кај пациенти кои што имаат респираторни хронични заболувања, ги спомнав, но не се задржува нивното штетно дејство само на респираторниот систем, туку аерозагадувањето е поврзано и со зачестеност на инфаркти, на кардиоваскуларни заболувања, мозочни удари, зголемен крвен притисок, делува и на централниот нервен систем, асоцирани е со пореметување на метаболизмот и на ендокрините функции, секако дека влија и на фертилитетот, но одредени аерозагадувачи можат да продрат подлабоко во дишното стебло, во белите дробови и асоцирано со одредени врсти на малигнитети на белите дробови. Професоре, сега од она што го гледав во листата на препораки на Светската здравствена организација, таму велат дека нема безбедно ниво на посебно 2,5 PM частичките. Пред да влезам во студиото, проверив каква е во моментов состојбата. Најзагадено е во Струмица, во Битола и во Кичево во моментов со над 200 микрограми на PM2,5 честички. Ако нема безбедно ниво или ако Светската здравствена организација препорачува тоа ниво да биде под 5, а ние сме над 200, каков е ризикот? Ризикот е голем, меѓутоа проблемот е во тоа што акутните последици се минорни, не се толку значени, бидејќи симптоми од типот на отежнато дишење или гушење не се штетни по здравието толку многу, ниту пак се водат ризик од смртност. Меѓутоа, далеку сежни се долгорочните последици за кои што ние секако немаме баш добра информација колку е потребно време да се експонираат на така високи дози од аерозагадувачи за да може да настане некој малиген процес. Вие знаете дека основни загадувачи во нашата барем земја, тоа се пред се сообраќајот. Знаете дека се уште има
возила кои што користат дизел горива, значи моторни возила кои што немаат филтри кои што ги захтева сега Западна Европа. Понатаму домаќинствата, се уште имаме домаќинства кои што се греат на дрва, некаде и на јаглен, но исто така се користат и согорување на други отпади кои што долго прават температура, но извонредно многу штетни материи изфрлаат. Знаеме дека имаме согорување на земјоделски и индустријски отпад, бевме сведоци за неколку немили настани оваа година, секако дека градилиштата да не ги заборавиме. Една градежна експанзија води до голем број градилишта кои што околу нив се наоѓа голема површина со прав, кој што исто така содржи во себе ПМ10 честички, но исто така и ПМ2,5. Секако намалената зелена површина и големите индустријски капацитети. Еве видовме денеска од информацијата од Државниот инспекторат за животна средина, велат во направени контроли во 30 од големите индустријски капацитети, 12 дури не ги почитувале законските обврски. Речиси половина од нив. Докторе, од оние информации кои што ги споделуваат здравствените власти, годишно околу 3500 смртни случаи се поврзуваат директно или индиректно со загадениот воздух во државата, но вие споменавме таа долга изложеност на загаден воздух. Ние со години во континуитет зборуваме за влијанието на загадениот воздух, вообичаено во зима, иако не е подобра сликата и во останатите годишни времиња. Се чувствуваат ли резултатите од ова долга изложеност на загаден воздух во здравствените центри, во здравствените установи? Бележите ли зголемен број на пациенти со тешки заболувања? Се забележува пораст на белодробниот карцином. Со сигурност ние не можеме да тврдиме дали се должи само и исклучиво на аерозагадувањето. Тоа постојат и други фактори, пред се пушењето, меѓутоа исто така и некои генетски фактори се во игра, но сите тие заедно придонесуваат да во Македонија имаме голем пораст на пациенти кои што боледуваат од белодробни карциноми, што навистина представува еден јавноздравствен проблем во нашата земја. Видовме во прилогот на колешката Габриела Лескова дека голем дел од Скопјани денеска замина на врвот на водно, во потрага по чист воздух во сонце. Кој би бил вашиот совет до граѓаните? Како да делуваат во ваква состојба? Секако дека водењето сметка да на некој начин се заштитиме од аерозагадувањето бара системски, но исто така и институционални мерки, но секако дека и граѓаните може да превземат некои мерки што се однесуваат додека чекаат институциите да направат нешто. Така е. Пред се може да кажам дека убаво е да се информираат секојдневно за индексот на квалитет на воздух. Бидејќи во моменти кога индексот на квалитет на воздух е лош, тие би требало да не излегуваат или да ги намалат активностите во надворешната средина. Секако, доколку имаат потреба, а тоа ќе се случи, би требало да носат маски N95, која што не само ќе ги штити од аерозагадувачите, истовремено реков, почести се во овој период и настинките или вирусните и бактериските инфекции, па ќе ги штити воедно и од нив. Исто така постојат маски кои што се специализирани за заштита од аерозагадување, кои што имаат мал HEPA филтер, кои што може да се најдат во аптеките. Понатаму да се хидрираат добро, да земат храна или суплементи кои што се имаат антиоксидативно дејство. Реков дека сите аерозагадувачи се оксиданси, така да има логика земањето на антиоксиданси, бидејќи ќе го намалат штетното влијание врз организмот. Што е тоа? Може ли да бидеме попрактични вака за гледачите? Што например, конкретно? постојат храни кои што имаат кои што се богати со антиоксиданси. Тука се пред се зеленчуци и овошје. Од овошје можам да спомнам сите обоени овошја, малени, јагоди, боровинки, капини, понатаму калинка, исто така, цитрусните, значи портокали, лимони и така натаму, јаболка. Од зеленчуци можам да спомнам спанаќот, црвената пиперка, доматите, морковот, цвеклото. Така да богата храна со овие антиоксиданси секако ќе ги заштити, но може да користат граѓаните и дополнително како суплементи на исхраната одредени антиоксиданси, како што е витамин С, доволно е од 500 до 1000 мг на ден, витамин Е, кој што исто така е антиоксиданс, витамин Д,
во нашата средина постои една дефициентност во населението од витамин D, кој што е еден имуномодулатор и навистина помага во зголемување на имунитетот и одбранбената сила на организмот. Потоа кверцетин, ресвератрол, коензим Q10, екстракти од зелен чај. Значи може да се најдат голем број на вакви мерки. Но сакам да кажам дека загадениот воздух и односно чистиот воздух не е луксус, туку едно основно право човеково. И заштита од загадувањето треба да започне со информации. Било преку пишаните, електронските и сите други медиуми до населението да знаат кои се изворите, како делуваат штетно и како луѓето да се заштитат, бидејќи заштитата од загадување захтева едно одговорно однесување и заеднички настап на сите членки во едно општество, од индивидуите до институциите, бидејќи знаете дека здравјето нема цена. Морам да ве прашам и за оние прочистувачи на воздух кои што изминатите години се многу популарни во држава. Колку тие може да помогнат и дали може да се заштитиме во едни вакви услови на екстремно загаден воздух ако дома вклучиме прочистувач на воздух? Прочистувачите кои што користат HEPA филтри секако дека се корисни и можат во голема мерка да го намалат да намалат концентрацијата на аерозагадувачи што од надвор влегуваат во домовите. Така да ја би препорачал да се користат, а видовме дека и владата превзема мерки за набавување на такви прочистувачи во градинките, училиштата и во другите работни организации. Би требало сите кои што можат, тоа е сепак за поздрав. Ќе го искористам вашето присуство за уште еден момент. Примивме повеќе реакции од граѓани кои што забележале спортски активности, особено на деца на отворен простор. Колку е опасно во едни вакви услови, на вака екстремно загаден воздух, да се изведуваат спортски активности на отворен? Во екстремни услови јас не би препорачал да било кој и здравите, децата како еден од највулнерабилните, заедно со возрастните, да престојуваат во такви услови во надворешната средина. Секако постојат физкултурни сали или други училници каде што можат да се обавуваат физичката активност. Физичката активност е дел од здравјето. Значи не треба да се забрани, меѓутоа треба само да се изведува во услови. Како реагираат белите дробови? Вие сте пулмолог, кога ќе оставите едно дете на возраст од 7, 8, 10, 12 години, еден час да трча на секако дека е тоа неповолно и сметам дека тоа би требало да се избегнува колку што може повеќе. Професор, ви благодарам многу и за препораките и за советите до граѓаните за заштита во едни вакви услови. Во продолжение остануваме на тема здравје, новиот тип на сезонскиот грип кој ги полни болниците во регионот и Европа, според епидемиолозите се очекува во брзо време да пристигне и кај нас. Иако во моментов анализите на Институтот за јавно здравје покажуваат просечни бројки на заболени од грип, очекувањата се бројат да се зголемува по празниците. Новата варијанта на грип која прави проблеми на здравствените системи низ Европа. Нема да ја заобиколи и Македонија. Епидемиолозите прогнозираат дека по новогодишните и божикни празници ќе дојде до зголемување на бројот на заболени и хоспитализирани, кој засега според пријавените бројки е под сезонската активност. Поради новиот доминантен сој H3N2 подтип К, во Англија се подготвуваат за една од најтешките зими поради притисокот врз болниците и итните служби. Во Шпанија стапките на инфекција веќе го надминале зимскиот врв од минатата година, а драстично зголемување на заразени има и во Хрватска и Србија. Дали клиничката слика е потешка или не? Кривите што ги следиме по РВ системот покажуваат дека расте бројот на хоспиталните случаи, што значи дека штом се хоспитални случаи поголеми, значи дека и симптоматологијата е потешка, така да очекуваме дека ќе има потешка симптоматологија, меѓутоа се надевам дека кај нас барем бројките нема да бидат големи. Проблемот тука што се јави оваа година, што оваа нова подваријанта, да ја речеме, подваријанта така на инфлуенца А вирусот H3N2 претрпи многу мутации истовремено. Значи некаде во јуни месец кога беше детектирана во јужната хемисфера, беа детектирани одеднаш 7 мутации. Тоа е премногу, значи. Епидемиологото Лумче вели дека грипот оваа година почна порано и се шири, а се наоѓаме во период на предновогодишни забави и празници кога групирањата се неизбежни. Исто така и патувањата надвор од земјата и посетите на ски центри е ризик за зараза.
повраќањето, инкубацијата е кратка, очекувам некаде од околу 15-20 да имаме малку поголема или нагол скок на бројките со малку посериозна симптоматологија, бидејќи не може да биде во Европа, ако веќе имаме нагол скок, не може нас да не заобиколи, колку и да имаме ние имунитет. Според податоците од Институтот за јавно здравје, оваа сезона има околу 1000 случаи со грип и заболувања слични на вирусот, од кои најмногу се во Гостивар и Куманово. Сања Димитровска, Сител телевизија. Какви промени ќе донесат смените во опозицијата, дуи СДСМ со кадровски, но без лидерски смени по лошите изборни резултати. Грчките земјоделци ќе ги тргнат блокадите, поради празниците времено ги запираат протестите од вторник до недела. Вчерашниот конгрес на ДУИ потврди дека Али Ахмети останува лидер на партијата и во следните 4 години, а промените на останатите позиции, иако најавени како реформски, и овој пат останаа кај добро познатите кадри. За политичките експерти, промените кај најголемите опозицијски партии се само козметика, ако се следат и промените во СДСМ. Барањата на Ахмети пак за дел од нив се нереални и отстапуваат од Охридскиот договор, додека за дел се веќе познати позиции. Испорачаните барања на Ахмети од партискиот конгрес на ДУИ за користењето на Бадантер во секој сегмент на одлучување, па дури и при избор на влада, мешањето во одлуките на Уставниот суд, но и барањето за ветинг на функционери од последните 34 години се надвор од опсегот на рамковниот договор, смета дел од експертската јавност. Доколку ние, условно кажано, ги прифатиме како држава барањата на Ахмети, тогаш веќе ние уставно се редефинирали како уредување и како политички систем. Мислам дека тоа се повеќе флоскули дадени во контекст на затврстување на неговата политичка позиција. Не би рекол дека се нови, мислам дека се имаат во одредени варијанти слушнате и порано и од некои други политички партии на албанците. Имаше вакво барање минатата година во протестите на ДУИ, значи не е ново барање, рециклирано барање. Партиското освежување на Ахмети се сведе на избор на 5 подпредседатели, кои се веќе дел од вревот на партијата, но за ДУИ изборот представува континуитет, стабилност и сигурно лидерство во реформскиот процес. За прв пат во председателството на Генералниот совет се вклучени 20 нови членови, кои за прв пат стануваат дел од овој висок раководен орган. Истовремено е постигната достоинствена родова застапеност како што досега немало. За експертите смената на кадри е само козметичка. Драстични промени изостанаа и во новото раководство на СДСМ. Промени почнуваат од лидер, доколку промените не го зафатат лидерот, сите други промени се козметички. Голем број на лидери после порази во избори веќе имаат одстапено лидерската палка на ново раководство. Дуи тоа вчера не го направен во власти, во опозицијата, гледаме перпетуирање на исти политички кадри, се поставува прашањето дали политичките партии веќе одбиваат да привлечат нови свежи лица кои ќе дадат додадена вредност на политичките партии, или пак самите лидери ги поставуваат истите политички лица или луѓето од нивниот ростер, бидејќи имаат најголема доверба во нив. Пост изборните кадровски промени во Мала Речица значеа нов мандат за Ахмети, но и избор на стари партиски лица како Бојар Османи, Еркан Арифи, Ербана Пашоли, Арта Билјали Зендели и Фатон Ахмети за подпредседатели, како и Арбера Дими за генсек на партијата. Во СДСМ како нова сила именувани беа поранешни партиски функционери, екс-градоначалници и директори против кои се водат судски постапки и пратеници. Александар Саша Димитриевиќ ќе остане генерален секретар на партијата, актуелната пратеничка Јована Тренчевски и докторот Александар Тријановски се новите подпредседатели. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Плакати со верски и навидум мотивирачки пораки повикуваат на приклучување на онлайн групи со сомнителна позадина. Ги има низ цело Скопје. Безбедносните експерти велат дека верскиот радикализам технолошки напредува, а државата мора соодветно да одговори. Координаторот на Националниот комитет за борба против тероризам потврдува дека опасноста е активна и минатата и годинава биле откриени радикални групи кои подготвувале терористички акти во земјава. Мирјана Давидовска има анализата. Додека државата подготвува нов закон за следење на онлайн радикализација, на терен се појавуваат суптилни форми на регрутација. Статистиката на МВР бележи алармантен скок на делата од омраза во 2024 и 2025 година, а безбедносните служби веќе пресретнале планови за терористички акти.
На прв момент делуваат мотивирачки, духовни и безопасни, но зад нив се кријат групи кои регрутираат. Првиот чекор е скенирање на QR код, кој ве води до некоја Телеграм група или некоја група на социјалните мрежи. А зад нив се кријат луѓе кои што најпрво сакаат да изградат доверба со вас, а потоа и да ве регрутираат. Истражувањата, вклучително и анализите на ИСАД, потврдуваат дека радикализацијата вешто се маскира како група за поддршка. Податоците од МВР ја потврдуваат сериозноста. 2024 година бележи рекорден број на регистрирани кривични дела поврзани со омраза и радикализам. Професорот по безбедност објаснува дека асиметричните актери ја користат својата прилагодливост за да ги искористат социјекономските и системските празнини. Еден од главните предизвици е проблемот што овие технологии не се направени за безбедност, тие се направени за комуникација и за удобство и како резултат на тоа кога ќе се користат во нивната двојна намена, односно од една страна да бидат позитивни и потребни за целиот прогрес, економски раст и така натаму, достигнување во науката, во исто време да бидат сериозен вектор на закана, бидејќи токму истите тие технологии овозможуваат заобиколување на постоечките безбедносни механизми, безбедносни концепти и секако регулативи кои што ги пратат нив. Павле Трајанов, председател на Националниот комитет за спречување насилен екстремизам, открива дека заканите веќе се преливаат во конкретни планови. Крајот на 2024 и почетокот на 2025 година откриена е две групи во суштина. Дел беше разоткриен крајот на декември и дел во јануар. Суштина се заработи за една група која што се подготвувала да изврши терористички акти, но а и доктринацијата е на верска основа или на идеологијата на исламска држава, која што на време е открили службите и се попречени. Тој додава дека државата подготвува нов закон за следење на онлайн радикализација, вклучително и во затворени платформи како видеоигри. Ќе се користат платформи кои што ќе ги следат сите радикални содржини и ќе има рок да се даде налог да се отстрани таква содржина, ако не се постапува. Професорот Хаџијанев предупредува дека само софтверски решенија не се доволни. Мислам дека доцниме со овој закон заради тоа што овој феномен кој што веќе изминатите десетина години е во тренд на пораст. Подпирањето само на нив би било многу опасен чекор, особено заради тоа што последниот дел од прашањето може да се дојде до значително нарушување на границата помеѓу ефективната борба и помеѓу загрозување на човековите права. Прашањето за контролата врз верските објекти останува една од најкритичните точки. Истражувањето насловено разбирање на превенцијата за радикализацијата во Северна Македонија алармира дека ИВЗ нема целосна контрола врз џамиите во Куманово, со што овој град се мапира како плодна почва за регрутирање. И покрај обидите да се добие став од ИВЗ за растот на радикални групи и контролата врз објектите, одговор до објавувањето на текстот не пристигна. За разлика од ИВЗ, од Македонската православна црква излегоа со јасен став. Црквата не препознава раст ниту на десничарски, ниту на левичарски екстремизам во своето тело. Таа како заедница вкорената во верата на троединиот Бог, кој е љубов, не се обликува според идеолошки координати, туку според евангелската заповед за љубов кон секој човек. Анкетите на терен покажуваат дека граѓаните од сите вероисповеди ја препознаваат опасноста и ја осудуваат злоупотребата на светите имиња за радикални цели. Младите не можат да мислат како вас, големите. Многу лесно може да се дават информации, специјални информации, може се да биде. Но и оние почесто гледат на младите отколку што е големите, да речем. Не знам за те групе. Тоа е све искривljeno, тоа не е ислам. Ислам само за мир, за доброчинство, за не можеш да пожелиш некоме зло, не дај Боже исто код себе си пожелја. Како клучна алатка за превенција, надлежните потсетуваат на црвеното копче на сајтот на МВР, каде граѓаните можат анонимно да го пријават тивкиот повик на радикализацијата пред тој да се претвори во насилство. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Поради променети својства и утврдено присуство на ларви и инсекти, инспектор за храна на Агенцијата за храна и ветеринарство неделава забранил увоз на над 22 тони киви наменети за индустријска преработка и издал решение за нештетно уништување. Како што информираат од ДАХАВА, станува збор за 22.340 килограми киви увоз од Република Србија, за која пратка со органолептички преглед од страна на инспектор за храна утврдено е дека не е безбедна за увоз и за понатамошна преработка. На увозникот
издадено му е решение со наредба за нештетно уништување на спорните количини киви. По добиеното известување од негова страна дека пратката не може да се врати во земјата извозник, стои во соопштението од Агенцијата за храна и ветеринарство. Во продолжение информација